Денеска ќе ве одведам во еден мощен и интересен крај кој на Македонија и даде многу бабици. Една од нив е легендарната струма која што го предаде бедемот на градот со тајната за преминот и освојувањето. А другата, што денеска со нас, е онаа која што доаѓа од околината, потекнува од околината, од Босилово, поточно, и која што исто така, заради љубов, испеа еден интересен стих одамна во младоста: сакам да ме крадеш, и ја украде пред ние да украдеме за вас и да ја вратиме кон корените, нејзиниот сопруг и од дедејска ја направи Кукич. Денеска со нас, на големо задоволство, ви ја представувам убавицата од овој регион, Ленче Кукич. Добре дојде и повели, раскажи ни повеќе за тебе, за твоите корени, од каде доаѓа оваа убавина, овие сини очи, на кого личи Ленче, понатаму задоволството е твое. Да, така е, така. Еве, денес ми е чест што сте мои гости, да кажем, и баш би сакала да со едно големо благодарам да ви кажам што организиравте таква емисија, баш интересна и за гледачите да видат од каде е баба ти. Баш повеќе луѓе ме прашале од каде јас потекнувам, бидејќи по моето презиме дедејска, сите ме прашувале дека можеби доаѓам од Беровскиот крај, од Малишевијата, но не. Моите две баби се по потекло од селото Дабиле, кој што се наоѓа близу до градот Струмица. И едната баба е од семејството на Пајванци, така ги викаат, а другата баба е од семејството на Пецанови. Но еве, за среќа и двете дошле во Босилово. И јас по потекло, значи, сум токму од Босилов. Значи, Босиловчанка. Босилско дете. Босилско дете. Да. Босилско убаво дете. Така. Иначе сите вака роднините ми велат дека повеќе личам на онаа баба од татко ми, бидејќи другата баба, јас сум вака бела на оваа баба која баба Поликсена од кај татко ми, а на баба Дана она има така по темен тен, значи ме посочува дека сум од кај дедејскиот сој повеќе. Ама има нешто така аристократско убаво во лицето, нешто на кај Марлен Дитрих, не знам, оние стари лепотици од типот на Гарбо. Тоа не знам се. Да, ќе провериш и ќе видиш. Така, тоа ќе го проверам, да. Ленче, пред да го прошитаме твојот убав крај и попатно да застанеме на сите места каде што ќе видиме дел од твојата младост и дел од твоето детство, јас многу се воодушевувам и сакам да го разберам и детектирам струмичкиот дијалект и јазикот струмички или босиловски. Те молам, значи, дај да наздравиме на струмички, кажи ми некоја струмичка анегдота за да уживаат гледачи у струмички малку. Јас не знам колку гледачите ќе не разберат јас кога ќе говорам на струмички, ама ќе се потрудам да ме разберат и у кратки црти да им кажам одека и какво дете сум јас. Босилско дете, баби повтекло од Дабиле, во мажене во Босилово, и еден голем сој, во Струмица, во Босилово поточно, 3 соја се. Или си дедејски, или си од Зимбаков, или си Тасев. Нема друго. Значи, тоа е тоа. И денеска ќе ве збуните дека нема да можеби целосно да зборам. Не можеш да се конвертираш. Не можам, се мешам. И на крај па и слушај, нема да ме разберат. Какво дете беше? Палаво ли дете беше? Или како што викате вие, велите вие, јадеше ли чутек? Чутек викате? Јадах чутек, да. Па добро, јас бев второто дете на татко ми и он секој пат ми кажуваше оти јас сум машкото дете на тата. И бе, да ти кажам, прилично палава и во школото бех, многу учах и сите ми беа петки. Простено ти било. Ама дома се закачувах со сестра ми и нон-стоп мораше да избие малку ќутек, знаеш. И по-дебелиот крај го влечеах јас, ама сега нема везе. Бех и ратоборна, знаеш, се бораах самата. Па и до ден денеска сум таква. Ти имаш една извонредна песна за виното и љубовта. Кажи ми, од каде инспирација, кажи ми еден стих за да продолжиме понатаму во Босилово со вино и со љубов. Ке фатиме малце поголема регионална дека песната ја пеев за Валандова, за фолк фест Валандова, и тоа беше идеја на организаторите од фестивалот дека
сакав да испееме една песна која што ја одликува Валандово на тај нивни валандовски крај, дека и тие произведуваат вино. И баш Вино и љубов е песна посветена на сонце и валандовскиот. песна. Да, баш така Вино, беше. љубов, сонце и Песна. песна. Да. И таков ни е денот на нас. Да, баш денес ни се погоди и таков ден убав, весел, со љубов и баш на крај да наздравиме со вино. Па ајде да наздравиме за љубовта, виното, сонцето и песната. На здравје. На здравје. Ај ще еднаш. Добре дојдовте во оазата на палмите, чушките и френките, која од високо и со полни гнезда љубов ја чуваат штрковите. Општината Босилово, или овој сончев крај, среде струмичката котлина, има живописна релјефна структура и лице во 3 бои кои се виорат на босилечкото знаме – зелена, жолта и сина. Сонце меѓу долини и чисто небо. Заедно со атрибутите на општинскиот грб, тие се лична карта, идентитетот на крајот. Планинските венци на Огражден, природниот граничник со општината Берово и историската Беласица ја врамуваат плодната рамнина налик на тепсија, прошарана од полиња, чии плодови овде се печат, зреат како подвршник. Алувијалните и плодни почви, надоени со подземни води, и планински реки и потоци разбликани по долините и преслапите, во комбинација со климатските фактори, субмедитеранската, вкрстена со источно-континенталната клима, ја чинат формулата за плодородност. Воглавно, крајот е наквасен од реката Струмица, со нејзината лева притока Турија и десната Моноспитовскиот канал, кој води до така наречената Мала македонска џунгла, Моноспитовското блато. Ова е крај во кој вирее речиси се, од палма до пиперка. Крај на долги топли лета, благи зими, дожд колку за романтика и ветри од сите страни. Токму затоа овде раснат убавини и убавици, чудеси на една педа земја. Во границата на општината Босилово има 17 села, а истоименото село го обкружуваат соседните Драгомирово, Радово, Турново, Робово и едно куќево, кое со името навестува една, а изненадува со повеќе од 100 куќи. Она село што се белее под Беласица, чии кровови оддалеку формираат инка или некаков водопад, од планината кон подножието е Банско, прочуено по римската бања и геотермалните води, но кое припаѓа на Струмичката општина. Тоа се граничи со Моноспитово, кое со векови екзистира и се уште ги негува остатоците од традицијата, изумрените занаети и автентичниот начин на живот покрај мучуриштето. Всушност, оваа наша уникатна мала џунгла, освен што е споменик на природата, дом на раритетни и ендемски растенија и животни, прелетна станица на птиците преселници и природен филтер на целата котлина, плуќата на овој крај, таа е извонредна туристичка атракција врз која може да се гради и днината на регионот. Од прилика така изгледа овој крај подаден на дланка, во кој се вкрстувала љубовта на младите од овдешните и подалечните села, која впрочем нели нема граници. Дедејски во Босилово се позната фамилија.
Презимето е впишано во сведоштвата и белезите што ги оставиле времињата. По Втората светска војна, во составот на организираното локално население против фашистите, меѓу јунаците кои ги дале своите животи за слобода, се и дедејски Асен и дедејски Наке, јунаци од фамилијата на Ленче. И двете баби на Ленчето дедејско се од Дабиле. Поликсена, она од која таа си ги зела сино-зелените очи и ликот на дива од филмските класици, и другата, Дана. И двете се омажиле во Босилово. Едната за Славчо, а другата за Атанас. Наке или Наце. Всушност, фамилиарната хронологија не води до најважната куќа. Разгранувањето на последните генерации е од старата фамилиарна куќа Огништето во Босилово, до која е поновата во која не пречека мајка и на Ленче, Драга Дедејска. Од неа изгледа ја земала Белината. Подарок, како и секогаш, Домакинска куќа. домакинска куќа и гости спремни. Така е, повелете. Ајде. Добро ве најдовме. Ова е, значи, куќата од твоето детство. Да, баш така. Баш така, тука живеев 18 години, бидејќи после се отидов во Струмица и веќе 23 па живеем во Струмица. Добро ве најдов. Ова е мојата мајка. Добар ден, мајче. Повелете, ова е едно скромно, значи изненадување или подарок, како сакате наречете го, но секогаш сме спремни за нашето доаѓање секаде. Ајде да појдем се на кафе. Еден скромен гест, ете така нека биде. Така, ајде па ние да се напиеме по едно кафе. Не се плаши, и ти си од фамилијата. Да, бе. Па моите две баби потекнуваат од едно исто село, тоа е селото Дабиле, и се омажиле, па некоја среќа имали и двете во Босилово. Едната дошла во фамилијата на Дедејски, а другата отишла во фамилијата на Георгиеви. Оваа баба Поликсена, едната која што дошла овде во Дедејски, со мојот дедо Славчо, одгледале 4 сина, кои што баш тука спиеле сите, а и меѓу нив и јас до 4-та година, мислам до 5-та, а после веќе, кога се одделиле синовите, мојот татко направил своја куќа, кај што јас после продолжив тука живеев во другата куќа. Тамо си се задевојчува, И се тамо да, си више така девојка. така некако. И после веќе од 95-та година се живеем во Струмица, кога се омажив за горе. Така, значи сепак еве го местото од каде што се разграни целата фамилија. Целото дедејско племе. Да, значи ова е прозорот на сестра ти. Да, во ова соба беше сестри ми, а вчера дознав дека и чичко ми, Васил, исто спиеле во оваа соба. И баш ми расправаа некои ситуации како и тие поменувале, па некако си дојдовме до спомени како ние поминувавме во оваа куќа кај што денес е веќе е руинирана и татко ми ја користи така за нешто, не знам, дури не знам ништо и јас не влегувам бидејќи ми е страх. Овде е твоето детство, што правеше ти како дете? Во Што овој двор се не колку правеше? детски џагор имало, колку плачеви, колку игри. Па ние бевме во ова мало, па може би 30 на деца. И нон-стоп јас трчав овде да мојата баба ми даде една филија, знаеш како викаат, една филија лепче со дозгора со ајварче со малку сирење и летај да се играш на дворот. Софилијата. Софилијата, така некако беше, моето детство беше такво. Да, нон-стоп трчавме, а сега за жал нема веќе во оваа мало, мислам дека има само 2-3 деца и толку. Сега со телефонот нема филија, сите со телефоните нема и трчај. какви филии, тоа тие него ни знаат. Нема деца, нема, дури еве и децата од мојот брат се ми селија пред 1-2 години во Германија. Иначе и тука имаше дечки џагор, брат ми има 3 керки кои што баш
Сестра имаме два сина, јас е еден син и така се собиравме во дворот, повторно имаше. Сега малце бучавата е намалена. Нема детски джагор нема. Ама јас многу убаво поминав детство и некако и сега се воодушевам, така ми е многу убаво кој ќе дојдам тука. Баш една убава селска идила, медитирам. Еве и вие гледате сега, ништо нема, само се слуша петелот и овие прекребрапчиња, пилиња. Баш убаво. Релаксација во секој поглед, да. Да си наполни човек батерии Да. и да се спреми за турнеја. Така, како што ни е бурен животот, баш така, еден мир и после продолжуваш понатаму. Еве ги ветернициве. Да. Ова се мали верзии на ветерници. Значи, видиш, ова соседство е енергетски ефикасно. Енергетски ефикасно, да. Тоа ти е. Убаво, луѓето во село, мислам дека повеќе имаат време и да си одгледаат и убави бавчи, да имаат време да уживаат во природата, додека ние во градот, за жал. Ги оставивме ветерниците да си го вртат времето, кое ние го вративме назад во 60-тите, или жаргонски во 63-тјата. Дека крвта не е вода и дека стеблото дало здрави, убави и цврсти плодови или Next Generation јунаци од фамилијата се истакнуваат, но на еден друг мегдан – театарот, фолклорот и песната. Овој културно-едукативен центар, Ленче, е ризница на твоите спомени. Една од ризниците на твоите спомени. Да. Тука ќе видиме некои фотографии каде што се твоите роднини, а како што ми објасни, сите се пејачи, уметници, глумци, освен сестрати. Така некако. Па, како што рече, се наоѓаме, тука се всушност сите работи од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, каде што и моите почетоци, дури и почетоците на моите родители се тука, па сега кога ги гледам сите слики, гледам дека и моите роднини се тука. Мојот брат, мојата мајка, мојот татко, мојата тетка, само е тоа што рече мојата сестра не, бидејќи таа е медицинска сестра надвор од музиката и неа тоа не ја интересира. А многу ја сака, ама ете, тоа е тоа. Ќе ве слуша, она ве слуша. Да, не слуша, па и не лечи од друга страна. Така е некако, да. Така, ајде да ги видиме, значи ова ми покажа преска дека е твојот татко. Да, мојот татко земал учество во културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Босилово и баш со помош на мојот и колега, каде што и јас прв пат почнав да свирам со група Пицикато, Васе Пандев, тука сите го знаеме како Шиле, баш ме ги даде информациите кои што до душа и јас не ги знаев. Еве, во овие слики тука мојот татко ја има главната улога и ми рече дека тоа се работи за представа мажечка-женачка. Да. Мажечка-женачка, така некако. Мажечка-женачка. Да. И баш И тука е млад, прилично млад. Па, ако не се лажам, тоа било 63-та година, а мојот татко е родом 46. Значи, прилично млад. И се изненадев што буквално јас тие слики не сум ги видела, мојот татко ги нема дома. И не ги знам. Значи, баш се израдува што еве и преку емисијата, па и гледачите ќе имаат можност да ги видат Артефакти. баш така некако. Сведоштво за глумецот во фамилијата. Глумецот во фамилијата. Еве од каде јас сум фатила корени. Значи можеш да се пробаш и во глумата. Можем, да. Ево баш. овде исто, значи Да, сите тие слики се од мажачка женачка. Да. Или женачка мажачка. Па сега не знам како Мажачка, поточно. женачка, мажачка, тоа е тоа, битова драма. Така. Секирација во Секирација. главното. Така. И видов баш и повеќе други слики каде што и мојот татко и мојот брат исто татко ми беше член во октетот во Босилово, каде што мислам дека и заедно направија еден проект каде што обновија многу стари песни во нивна, изведба. И мојот брат свири таму, а татко ми пее. А сега не знам, пак ќе треба со помош на Васил да видиме дали мојата мајка има слика каде што и таа исто зема учество во
женскиот дел на групата, тие има и машки дел октет и женски дел, каде што и мајка ми пее во женскиот Дури и дел. она Да, се да. пронашла во музика. Да, мајка ми пее и сите сестри на мајка ми пеат. Дека и тетка Витка, и тетка Вецка, значи поголем дел од сестрите, бидејќи мајка ми има 6 сестри и 2 браќи. Голема фамилија, татко ми има 4 браќи. Вие не сте само Горан и Ленче Кукич, амбасадори на фолклорната музика и фолкот во диаспората, туку целата широка Целата фамилија широка. е амбасадор на Да, фолклорот. сега јас борам само значи за мојата страна, кога ќе биде гостин Горан, Кога ќе тој ги кога споиме. да, а исто така од Горан од фамилијата сите пеат. Мајка му, татко му, Вујковците, Вујко Горан и Вујко Вангел Стојанов, Вујче Дине Стојанов, тие сите се занимаваат со музика. И не сме само ние, значи нашите гени потекнуваат Гените се музички. така музички гени. И убави. Да, И убави. да. И се што и глумци. Еве сега видов дека еве мојата тетка Витка која што ја спомнав, еве Тоа е тетка еве ја и во друга улога, значи не знаеле само да пеат. Чорбаджи Теодос. Да, тука, тука Во Чорбаджи Теодос. така не информира Васил дека тоа е еден сегмент од Чорбачи Теодос. А оваа господја која Еве не знам сега јас знам дека многу голем дел од луѓето од Босилово земале да кажам и до ден денес имаат некои поглавни улоги на ниво на Македонија, дали се доктори, дали се бават со уметност или ово. Плодна почва на интелект и на Така, уметници. еве се изненадив што ја видов и тетка Венера, таа е во фамилијата на Лазарови или потекнува од Зимбакови. Тоа се неколку соеви во Босилово, кај што кој ќе ти кажат дали си Зимбаков или Дедејски или Тасев, значи секако си од Босилово. Тие се 3-4 соја што го па и од кој што од е кој што разгранет крајот. се состои Босилово. И таа е мајка на сигурно еве гледачите ќе се присетат на една песничка Никола, Никола. Тоа е Оливера Лазаревска, тоа е низината мајка. Тука има дел еве дедо Никола Дедејски. Значи има повеќе мои роднини кои што учествувале во тие представи и гледа, значи се бават со културни изданија од минатото и јас не се чуди, нема да биде чудно што нема, како викат, нема на кој да се изметнеш, пострумички. Еве и овде на сликата, еве го мојот татко, еве го мојот брат. Кај тебе немало од каде да се Нема промаши. од каде нема од каде да не фатиш, а да не има некои такви уметнички корени. И тука се еве октетот Босилово, еве го брат ми, тој свири армоника, иначе е музички теоретичар. Твојот татко исто на таа слика? Да, еве го. Мојот татко се Асен Дедејски, или еве како што реков и претходно Лазаров. Дури моите родители се Лазарови, ние сме Дедејски, бидејќи на мојот дедо на Славчо, татко му се викал Лазар. А мајка му се викала Елена, што јас го носам незиното име. Галовно. Баш така, Ленче. да. Ова е колегата Васил, кој што ни информира денес. Од Пицикато. Од Пицикато. И сите го знаат тоа. Кој да кажеш кој, Васил од Пицикато. Но тоа е јасно. Каде што и моите почетоци токму со нив. 91 година, па да ја открием и таа тајна, тогаш јас бев, што туку уште не завршено 8 оделение. И сега во тоа време малку, знаеш, да бидеш пејач или пејачка беше нешто чудно и недозволиво. И родителите обично не те пуштат, нема шанси да те пуштат. Ама јас со Васил, како што реков, 2-3 соја сме ние во Босилово и кој со кој некако и рода фаќаме. И Тој те чува. Доверба имале. Верувај така беше. Верувај така беше. И тој дојде дома да ги праша моите родители дали може јас бидејќи почнам да пеам во училиштето. На патрон празниците, па јас отварав, јас пеев во хорот, знаеш, застапена бев. Па во нашето време Ленче немаше идол, немаше така е, други така. манифестации кои што ги собираа сите таленти за Така. да ги изфилтрираат. Беше Така. борба. И тоа беше ако имаш природен талент, нема тука што. И така тој ги замоли моите родители и на негово поверение јас почнав да пеам со нив. И до ден денес да ти кажам ми се како една фамилија, фамилиарни
ми си ги имам сите како браќа, како да ми се исто членови од моето семејство. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Се сеќавате ли на омилената приказна? На лудориите и соништата од детството? На летните распусти кај баба и дедо? На првата симпатија и вашиот прв настап? На првата добиена деловна битка? На навиките кои ве следат цел живот? Малите моменти нека бидат незаборавни. Алегро душеци, за приказните кои се паметат. Екстра луд. Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Во пикантно и екстра луто издание. Стоби Флипс Магнус. Голем луд флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Години Стоби Флипс на секаде. Витаминка. Овде, сред село, е всушност центарот и на селото и на општината. Се што е историско и административно е во радиус од 100 метри. И славната чешма со изменет изглед, и општинската зграда, и домот на културата, и храмот Господов, црквата Свети Атанасиј, изградена во 1842 година и зографисана од смирени зограф Андон Петрович од село Гари, Каза Дебар, како што тој самиот се подпишувал. Впечатокот што го остава динамичната околина е на мало градче, населба или касаба, а не на село. Фасадите на куќите, дуќаните и рекламите крај патот ги издава мирисот на селото. И по некоја крава босиловчанка вклучена во сообраќајот на патот, по кој буквално јуришаат автомобилите на релација Струмица-Новосело.
Веднаш спроти културно-уметничкиот центар е Централното училиште, осмолетката Гоце Делчев, зародишот на босилечкиот интелект. Одовде никулците, пионерите, се развиваа во силни и прогресивни генерации, одбележани со звучни имиња на академици, уметници и јавни личности. Еве, во моментот се наоѓаме во Централното основно училиште Гоце Делчев, во Силово, каде што јас тука завршив, до 8-летка беше тогаш. Од прво до 8 деление, баш сите овие детски години ги поминав во овој ходник тука и сега не да се пофалам, ами како одличен ученик. Од прво до 8, па и подосна кога продолжи во моето школување, секогаш бев одличен ученик. Која генерација си, Ленче? Јас сум родом 76-та родена. Така. А син ти е? А син ми е 97-ма. Значи млада мајка си станала. Па така, Горан Кукич го уловив малце порано, сега нема што да чекаме, тоа е на брзина биде. Така, и сега синов, има ли гени од целава музичка фамилија? Да ти кажам. Иван зел се музичко од и двете фамилии кои што веќе спомнав, значи што моите, што од роднините и родителите од Горан, значи тој собрал се. Малце пострамежлив, ама добар во секој случај, добро дете. Не е на мама, чи ме посрамежлив, не е на мама. Не. Инаку од основното училиште јас продолжив во Струмица, таму завршив средно, во гимназијата Јане Сандански, и после се запишав на педагошки факултет, но после некој преокрет во животот, каде што и до ден денес се уште не сум завршила. Студент до немајка. Како што ви кажат, вечити. Ама до немајкаде на македонски. Сега, така, некаде, бидејќи не знам до кога ќе трае тоа, затоа. А како што беше емисијата на Горан, никогаш не е доцна, значи и за тоа никогаш не е доцна. Никогаш не е доцна, и јас ти посакувам да стигнеш, значи преку магистерски, имаш време и за докторат. Има време, наше е времето. Наше е времето, години, пред нас не се знае. Близнак во хороскоп и некоја друга личност во мене зборува што и до ден денес, од секогаш и како дете и сега, и мислам дека и во една многу читам. И многу информации добивам од сите полиња, не? Значи, многу сум тој карактер, ностоп сакам нешто да читам, да буричкам информации од сите страни. И мислам дека во иднина било што нема да ми представува проблем. Било што дури еве и да глумам некаде, нема да ми пречи воопшто. Знаеш што, да не викнеш на дипломска. Да. Ќе направам дипломска, една фешта добра, сите ќе ги поканам. Сите гости да видат мои. Баш така, здрави. До ден денес јас сите бивши наставници сега ги имам како пријатели. Дори многу години овде беше директор Ката Хаджиеленова, која што денес ми е стварно, еве ја поздравувам, една прекрасна личност која што денес ми е голем пријател, и таа и незината фамилија. И дел од многу наставници што ги имам како многу блиски. И јас не ги застрамив сите мои наставници, дека во иднина, знаеш и тие, верувам дека се радуваат со нас што извадиле од овие клупи, овде е темелот на нашиот живот. Баш во ова основно училиште. И мислам дека и тие се радуваат со нас што извадиле такви кадри кои што денес, еве, јас како личност зборувам за нив и се гордам со нив. И тие верувам дека се гордеат со нас, дека извадиле генерации кои што еве нешто допринеле за нашата држава. Процентуално најмногу во Босилово, значи произлегува аналитички дека бројот на интелекти во Македонија токму од овдека доаѓа. Да ти кажам, да, точно е тој податок. Се не се сеќам баш за која година стануваше збор, но беше во еден момент дека наједуциран кадар излегол во таа година од Босилово. И до ден денес многу видни места, дали лекари, дали доктори на науки кои потекнуваат од Босилово. И тоа е добар податок. Така, значи темелот на образованието е тука. Е тука.
Босилово е рамничарско село на надморска височина од 214 метри. Село низ кое транзитира патот од градот Струмица, вековната балканска крстосница, културно-цивилизацијска колевка и духовно јадро, зародиш на Христовата вера. Котлината низ времињата се покажа како извонредно питка и жедна и плодна за христијанство, но и за семињата и културите кои вековно го хранат крајот и целата земја. Основањето на старата населба Босилово се предпоставува дека било зачнато во почетокот на турското владење на овие простори. Но затоа се тука нели легендите и преданијата. Според една од нив, во контекст на името, овде живееле ловци кои босоно ги ловеле риби и птици во Моноспитовското блато. Па од тука, од боси ловци, споено населението било Босиловци, а селото Босилово. Логична, едноставна и духовита етимологија. Но според едно предание, првичното село било на околу половина километар северно од денешното и се викало Нејчино, до соседното Драгомирово, во кое тогаш живееле 20 ромски семејства. Тоа било опожарено во почетокот на 20 век или попрецизно во 1913 година. Во османлискиот период, во Босилово и Драгомирово и нивните атари, биле чифлизите на неколку турски бегови кои им дозволиле на чифлигарите да си изградат примитивни куќи. А селото, откако се намножиле куќите, го добило името по првиот чифлигар кој си изградил куќа – Босилко. Подоцна, кога блиското село Нејчино било запалено и разрушено, беговите ја помогнале изградбата на новите нејчински куќи околу новоградбата на Босилко. Населбата се развила во убава и атрактивна дури и за беговите, кои во неа изградиле своји домови. Сведоштво за отоманскиот период била селската џамија, чии остатоци биле забележливи до 1895 година. Според записите во 1907-та, Босилово со соседните села настрадало од голема поплава, од Стара река и Турија. Но низ историјата, како и другите средини низ Македонија, така и овдешната, освен со вода, била наквасена и со крв. Од крвопролевање, предавства, стрелање, овде не куртулиле ни муслиманите, ни христијаните. Репресиите на освојувачките политики и зверствата, например од грците на повлекување по крајот на војната, откако се дознало дека овој крај ќе припадне на Бугарија, овде останале запаметени како немилосрдни. По Првата светска војна, според Нејскиот мировен договор, селото било вклучено во составот на кралството на србите, хрватите и словенците, заедно со Струмичкиот регион. Интересен е фактот дека до Втората светска војна во околните села во Струмичкиот регион се уште немало ниту една здравствена установа, а една од првите отворени била токму овде во Босилово. Страдањата продолжиле и меѓу двете светски војни. Босилчани страдале од упадите и рациите од српската полиција која трагала по врските и лицата од ВМРО. Потоа следат жртвите од фашизмот. Локалното население и овде се организирало во структурата на отпорот. Во народното движење во селото се наоѓал 48-миот бугарски полк и бил одржан состанок меѓу Струмичкиот партизански одред и бугарската страна за заеднички дејствија против германските сили. Тогаш загинаа овдешните јунаци, чии имиња се на споменикот покрај патот. Слава им! Според пописот од 2002 година, селото броело 1698 жители, скоро сите македонци. Но заради вртоглавата миграција, село-град, град-усвет
буквално речено, и овде последните бројки се вариабилни. Ке видите празни палати, куќи кои зјаат, сокаци без джагор. Дури и оние кои овде имаат идила, комфор и одличен стандард од земјоделските сделки, посебно од раните пиперки или популарниот струмички бизнис, чушки за шушки во преход профит, дури и тие заминуваат. Иселеничката сага ја тресе Македонија насекаде, и каде што е родна, и каде што е јалова. Но Ленче не ни замина далеку. Таа беше нели по своја желба украдена. Според песната од Либето, тогашниот армасаник, сега веќе сопруг, а професионално и вокална придружба. Така таа стана струмичка сна од босиловски корен. Пар и дует. Мајстори на добрата песна. Една душа во два гласа. Заобичаите, адетите и струмичката терминологија одиме нагости во фолклорниот ансамбл Тримери. А слушај, ако се карат со крвите со осмех, добре? Да. Све крва што имам, луѓе, нема зошто да ја кријам. Никаде на светот нема таква сорта лута змија. Таква сорта лута змија. Највистинската песна. И на вистина е највистинска. Да, и рефренот оди викај, тропај, крши, мавај, секогаш е викај, тропај, крши, мавај. Секој ден е иста песна, една куќа со две жени, секогаш е многу тесна. Многу е тесна. Многу е тесна на вистина, нас ни е многу убава и широка, бидејќи се наоѓаме каде. Така, еве, еден прекрасен амбиент и благодарност до ансамблот Тримери од Струмица. Сега во моментот се наоѓаме баш тука, каде што тие ги остваруваат своите проби, своите сите настапи кои што ги спремаат баш од овде. Се наоѓаме во објектот Дом на Арма и тука се сите работи кои што ансамблот Тримери ги имаат. И јас затоа дојдовме денес тука, бидејќи јас сум дел од ова друштво, бидејќи ја отпеав химната заедно со основоположникот на Тримери Александра, химната која што баш го носи името Тримери и ги опишува сите адети, сите случувања кои што само тоа се случува во Струмица. Јас мислам колку што моите информации ме дозволуваат и знам дека никаде на друго место во Македонија адетот Тримери никаде не се прави. А што е тоа? Тримери е адет или обичај кој што се прави за време на великденските постови, кога почнуваат на чист понеделник. И тука баш интересна ситуација е што во Струмица на токму армасаните, оние пресно армасаните, верените, дака, ние ги викаме армасаните, и одат кај армасаната девојка, таму носат, мислам, јадењата се постни и пеат, сега не знам зошто, тоа не сум го прашала, пеат еротски песни. Мрсни песни. Мрсни, да, ние така викаме. На посна трпеза мрсни песни. Каква иронија. Да, некако чудно. А пред оваа вечер, овај армасаникот или армасникот, вереникот, оди кај девојката и сите носи другари, сите се облечени како, мислим, се маскирани и девојката треба да го познае нејзиниот вереник, нејзиниот
овој армасникот. Армасаниот. Да, армасаниот. Чекај Белинча, што ако не го познае? Шо правиме тогаш? Изден? Раскинуваат? Нема свадба? После настапува песната Вика и тропа и крши мавај. Крши мавај. Летаат пердуви. Летаат пердуви. Стварно не знам што би се случило. Но сепак тие си имаат некои знакови на распознавање. Секако. Тоа да ви кажам, и јас го правев. Може би не, ајде сега во емисијата не ни дозволија толку времето, но некаде мислам дека имам снимки дома, кај што точно и Горан со другари дојде кај мене дома во Босилово и беа сите ама исто маскирани. Сите имаа иста маска, специјално ги шие и дојде кај нас каде што јас ми беше тешко да го познам. И го позна, така? И го позна по рацете, така, гледам. Знаеш, интересна ситуација е Ама тоа. ти дадоа ишарет, признај. Да. Ишарет е да Ишарет појасниме мора знак сигнализација. Ако не го познаеш, па ќе намигнување. се застрамиш, па што ќе кажат луѓето? А ако го познаваш, па може да се застрамиш, пак што ќе кажат, од кај го познаваш? Да, тоа е Што си деликатна правела? работа, деликатна работа. Но сепак убава случка и затоа сакав тоа да го кажам денес на гледачите. Мислам дека на друго место не постои, баш еве една интересен обичај кој што само во Струмица го И има. во Босилово исто така се спроведува. Во Босилово не, но јас сум единствената што го испочитував овој струмички обичај. А во Босилово што Во Босилово се не, почитува? во Босилово Какви адети имате во Во Босилово? Босилово има адети кои што па мислам дека се слични како и секаде, но ова баш не се случува. Тримери во Босилово не се прават, а во Струмица се прават. Гледаш јас колку послушна снаја сум, ги почитував сите струмички адети. Јас сум свекрва во. А и веќе 23 години живеам во Струмица, па може би имам право да зборувам веќе и како тукашен жител, не босилски. Така си попримила Се поприла, да, Си да. пуштила корен веќе Да, тука. веќе во Струмица. Баш така. Права струмичанка. Да. Сега јас како права свекрва, бидејќи сум само една година постара од тебе, затоа имав таа улога со оваа жолта, љубоморна, завидлива ружичка, розичка. Бидејќи сум змијата, нели, ќе се шмугнам и ќе одиме назад пак до Босилово. Така. Свекрва, бега Ајде, свекрва. одиме. Гостопримството на фолклорниот ансамбл Тримери веќе е пријателство. Влегувате посетители, излегувате пријатели од овој топол дом на фолклорот и обичаите. Ризница во која мотивите, игрите и песните учат да ги везат и со дланки и со нозе, од најмалите до ветераните на ората. Овде е душата на фолклорот, вредно собиран повеќе од една деценија. Лани Тримерите го прославија јубилеот, 10-тиот роден ден. Им посакуваме уште многу родендени, интернационални успеси и долговечна традиција. Остана уште една од енигмите на убавините во овој крај. Струмица вија Босилово и партицијата Штрасен вон Штрк или Штрк Штрасе или улицата на Штрковите. Во ниту едно од селата ги нема како во Босилово. Така овде се на секоја бандера покрај патот. Колку што има жители, толку има и штркови. Но првите мигрираат со карта за еден правец. Ама штрковите секогаш се враќаат. Некои дури и не заминуваат. Овде им е југот, сонцето и срцето. Може би заради богатото мени на видови жаби и влекачи од Моноспитовското блато. Или заради рамнината над која царуваат со крилата. Кој знае, има нешто магнетно привлечно, што ги прави староседелци, домакини и чувари на овој крај. Овие поштари од приказните, што наместо вплик впелена ја носат најрадосната вест. Веста за рожба, за децата. Овде изгледа ја заборавиле својата мисија. Си свиле собствени гнезда, нежни, толку љубовни и грижливи, и изгледа решиле да ни ја испратат лично најмудрата порака. И пола свет да се прелета.
Само дома си е дома.